Здраво! Здраво. Извини, Григорија, ме почека да си поштракам, ама малце сум збунета. Како си ти? Добро, јас сакаше да кажам само дека сум малку болен и О, зато не можеше да го направам домашното и само ќе го слушам овој час, нема да можам да ги работам задачите. добро, Григорија, побрзо да оздравиш. Фала. Не одиш ни на училиште? Не, немам. Здравейте. Здраво, не знам кој ми се приклучува, не си подпишан со име. Јас сум Артан. Здраво, Артан. Чекај ќе те... Тука ќе те ренеймнам, не знам дали тебе ќе ти се покажа. Добро. Кој час поред ни ова, 14? Да. Да почекам уште некоја минута да се приклучат останатите. Денес би требало да сме само четворица или петорица, не сум сигурна, да проверам што ми пиша. Доаѓам веднаш. Добро, додека ги чекаме останатите, ајде да не седиме вака. Артан, дали ти имаш домашна работа? Јас наставник ќе не го имам компјутерот, Да, добро, ми кажа, значи, Мислам, јас окей. го зедов компјутерот, но не ми работи интернетот, нешто има една недела, пробам да го наместам тој. Добро, окей. Значи, Артан ќе следи од телефон, така мислам известија, а Григори ти си болен, нема да можеш да следиш целосно. Се надам дека ќе ми се приклучат останатите. Ајде додека ги чекаме, може ли да ми кажете што работевте претходниот час? Јас не ја држам обуката за веб дизајн и не познавам многу што имате работено. Денес Андреја не можеше да ви ја држи обуката, па јас сум на нејзино место. И се надевам дека ќе се дружиме супер, дека јас ќе научам од вас што вие се имате научено и дека и јас ќе успеам да ве научам нешто ново или да ви помогнам со нешто што не ви е јасно. Дали има некој што сака да ми каже што работевте минатиот час или претходните часови, било што кажете ми. Никој?
Артан? Зашто учите на оваа обука? Не слушате? Да, последните часови учевме за дом. Мгм. Да, како HTML и дом кој се поврзуваат. Супер. Добро. А претходно што имате учено на обуката за веб дизајн и на претходните обуки за веб дизајн? Имате учено HTML? Да, како CSS, JavaScript. CSS имате учено? Да, исто, лани тоа. Добро. А ова година учите повеќе JavaScript, така? Да, точно. И што учевте со JavaScript? Ајде, Артем да ми каже, не знам што учевте, кликање на копчиња, нешто, менување, што учевте? Артем, ако зборуваш мјутнат си, не можам да те слушнам. Добро. Грегори, ти да ни кажеш што учевте до сега, например, да направите со JavaScript? Функции и for циклуси. Мгм. Да. Добро, супер. Здраво. Здраво. Кој ни се приклучи? Михаил и овој Никола и Константин. А ти си Михаил? Не, јас сум Анес. А, ти си Анес, добро. Не знам дали сте подпишани така како што се викате, бидејќи нели на Zoom сме. Може да се подпишете поинаку. Добро, здраво Анес, мило ми е, јас сум Мартина и денес ќе ве дружам. Од идниот час повторно е Андреја ќе ве дружи, но денес јас ја менувам. Анес, ти да ни кажеш дали ја имаш домашната задача? Ја имам еден компјутер, ја пробав да го направам Zoom, но немам тони и сега домашното го немам. Значи Отишов денес на лаптоп. од друг компјутер си. Можеш да работиш на него? Да, Добро, значи имаш Visual Studio Code. да. Добро. Сега јас не знам кој се ќе ни се приклучи, веќе поминавме 5 минути. Мене ми кажа да проверам дали сте го препишале домашното, ама вие ми олеснивте со тоа, бидејќи немате домашно. Ама, што може да направиме ние додека чекаме да ни се приклучи можеби уште некој? Сакам да ми покажете како правите еден нов проект. Значи, како работите на часовите. Може ли да ми го покажете тоа? Кој сака да ми покаже? Може Ја. Анеси? Ајде. Да, чекај Изели- само да го... Така, Еве. спатели го екранот, чекајте јас да се ренеймнам за да знаете како се викам. Чекај ја да најдам ова. Каде беше? Еве го, што ја викам бе. Еве, одиме тука. Чека, тука одиме, пишуваме еден нов час, ова час 14, така? Да, И по час 14 правиме script.js и index.html. супер. Чека, ова. Ето И така. ова ви е почетен код за секој час, така ли? Да. Добро, во HTML ставате ли нешто на почетокот? Не знам, Да, само го повезуваме со script.js и така можеш ли полесно. тоа да ми го покажеш, го копирате тоа од некаде или го пишувате секогаш самостојно? Не, само правиме со извичник и таб. Чека да одам да го напишам. Извичник и таб. Еве го и пишуваме script source. Во боди го пишувате ова? Да, овака го пишуваме.
Овака. Момент. Добро, да, буди, окей. Браво, Анес, одлично. Фала ти, ме научи како работите. Добро, здраво, Тео. Тео си, така? Тео Да. ни се приклучува? Да, за да се има проблеми ништо со интернет. Добро, не е проблем, не сме започнале се уште. Анес ми покажуваше како всушност вие правите секој час нов проект. Добро. Сега, добро, сега и официјално да се представам, мислам дека ми рекоа дека на часовки има само 4, па ќе се представам за вас. Јас сум Мартина, исто така сум обучуваш во Edufront, но не ја предавам обуката за веб дизајн, туку обуката за програмирање. На денешниот час ја менувам Андреа и Андреа ми кажа што вие всушност треба да работите на денешниот час и што имате работено не што имате до сега, туку што имате работено на претходниот час, за јас да можам да видам дали вие имате домашна работа и дали имате проблеми со нејзе. Тео, дали ти можеби имаш домашна работа? Имам некои проблеми со неа. Ајде да видиме кои се, можеш ли да споделиш? Да, веднаш. Само јас да се потсетам што имавте за домашна работа. За домашна работа имавме да се направи прекопче read more. Така, и кога ќе се кликне тоа копче read more, требаше да покажете поголем текст, така ли беше? Да, имам јас проблем. Ако ќе стиснам read more, ништо не ми се прави. Ајде да видам, покажи ми, стартува е програмата, можеш да ми го покажеш фајлот, затоа што го гледам ова? Ете го JavaScript фајлот. Добро, а ова toggle текст каде ти е поврзано во HTML-от? Ете ми го тука ми е. Момент. Добро. И сега кога ќе стиснеш, Ако ќе го стиснам копчето read more, можеш да го отвориш ова во пребарувач? ете го. Ете ми. Не го гледам јас. Вашиот текст овде тоа напише. Дали го имаш споделено само Visual Studio Code, убаво да го споделиш целосно екранот, можеш? Цело изгледа погрешка. Само Visual Studio Code го имам план. Веднаш сега ќе го сменам. Наставничке, Молам. Артем Ете. сега исклучи. Еве го се вклучува повторно, така? Да. Да. Ако ќе го стиснам копчето read more, не ми се дешава ништо. Добро. Ајде да видиме, оди во JavaScript кодот сега. JavaScript, еве ви. Добро, оди малце во... Оди во индекс HTML-от. Не ми индекс actually ми ова. Друго, тоа што го правевме на час. Да, ама која скрипта ти е тебе поврзана тука? Гледам дека script.js ти е поврзана, а тебе JavaScript-от ти е во домашна.js, така на линија 16? Зато. Ајде да видиме сега. Дали ќе работи? Освежи Работи. страницата убаво. И што очекуваш да се случи? Мислам, јас задачата сега не знам како ви објаснете, ама ја разбрав дека текстот треба да биде проширок, односно да го замениме ова со друг текст. Јас Така. така? Ајде да одиме во домашна.js. Може. Јас барев на интернет нешто пробав да се снајдам, не може. Да видиме што имате учено на часот. Имате учено за get element by, како да земиме елементот. И имате учено inner HTML својство. Не HTML својството, јас не сум сигурен дали ги учевме баш, пошто јас не знам како
како може да дознаеме поќе текст, прво да се знајдем преку интернет и дознав само вака. Може ли да пробаме нешто? Ќе ми дозволиш ли да го преземам твојот екран? Да, ајде ви. Еве вака. Значи, што се случува тука? Ајде мало повторување за сите. Не, насамнички на домашна Нешто хата. друго отворив, да. Овде сум, така? Да. Тука имам еден файл, имам почетен некој текст со 3 точки, односно некој краток текст. Имаме копче кое што ја повикува функцијата toggle text, која што нашава програма очекува да ја најде во домашна.js, така? Така. Одиме во домашна.js и тука гледам дека го имаш земено елементот текст, да видиме само дали така ти се вика, со ID дали е текст, така. Го имаш земено во некаква променлива. И сега Така. овој код тука веројатно ти е од интернет, така? Да. Сега, ти каде е стартуван тука? Ете го. Добро. Сакаме јас ова ќе го закоментирам. Ако успеам, бидејќи сум на друга поддршка. Добро. И само ќе сакам внатре во текст елементот ќе ставам, не знам. Ова е само за проба, вие може навистина да ставите текст што е подолг. Го зачувам ова и да видиме дали ми е... Го менува. Така? Го менува. Го менува, така. Значи, ти имаше тука некоја логика со зголемување на самата големина, веројатно на тоа да изгледа поголемо, повисоко. Би ти го објаснила, не знам дали го имате учено и не би сакала да те збунам. Затоа ќе го избришеме ова. Може ли да го избришеме ова, Тео? Може. Значи, што направив? Го земав елементот според неговото ID. ID, предпоставувам, сите знаете што е. Да. Ова Ја вреди објасни на тука, словичката. така. И внатре во него со употреба на inner HTML својството ставам нешто ново, односно нов некој текст. Бидејќи требаше да е подолг текст, да предпоставиме дека ставам подолг текст. Океј? А како може да го направиме да го памти другото, ова само да го додај, како што прават равните програми? Сакаш само да го додадеш на крајот на постоечкото? Да. Ја мислам дека тоа е целта. Не знам, учевте како да земете вредност од поле? Прашај ги други. Сигурен. Чекајте да видам. Сте учеле? Да. Сега ќе ти покажам нешто вакво. Мислам на сите ќе ви покажам. Ова променлива го има текст елементот. За да ја земете вредноста што веќе постои во неизе, односно тоа што го читате таму, можеме да направиме нова променлива, која што ќе крстиме текст елемент value, односно тоа е тоа што го пишува. Што имаше ти на почетокот пишано? Ова е вашиот текст, нешто така. Да, ова е вашиот текст. За тоа да го земеме од текст елемент точка value може да искористиме. И сега во inner HTML, ќе го избришам ова што го напишав, ќе ставиме постоечкава променлива и плюс на неизе ќе додадеме нов текст, например, еве подолг Текст. Да, ајде да пробаме ова дали функционира. Овде. Не го земавме добро. Текст елемент точка. Ајде да видиме како сте го учеле. Не сте го учеле. Можеме вака да го земеме, можеме на ист начин да го земеме, можеби. Или HTML. Ајде да видиме. За видео. Само видов дека на форми сте го правеле ова. Овде.
Значи текстот. Е, Ето, окей. Видовте што се случи? да. Со истото својство го земам А, текстот р- а и окей, додавам друг. имав јас направени за read list да има опција. Така, ако сакаме read list, ќе сакаме да го тргнеме ова, така? Така да. Тогаш треба да видиме да ги разликуваме read more или read less, треба да го менуваме и текстот во батонот. Тоа е супер, не сум сигурна дека ќе имаме време да го објасниме тоа сега, затоа нема да навлеземе во тоа, окей? Затоа Добро, што јас сум да програмот. спомнам дека има. Да. Се тоа супер и одлично што ти текнало. Браво. Ама не сум сигурна дека ќе имаме време да го направиме се тоа. Ако не остане време на крајот Добро. од часот, може да го направиме и тоа. Окей. Добро. Добро. Сега мислам дека ни е време Почи. да. Ајде ќе ве послушам, јас ќе направам исто како вашиот еден проект во рамки на претходниот проект, односно фолдер што веќе некаде постои. Сега ќе го споделам екранот. Го гледате мојот екран? Гледате нешто? Да. Ова ми е часот претходен, ова е сегашниот час. И да видиме што имаме за денес. Како што ви најави Гордана во мејлот, на денешниот час имате за цел да почнете со работа на вашиот финален проект. Финалниот проект е апликација за листање на нешто по избор. Дали се тоа книги, коли, рецепти, спортови, што и да е. Апликацијата ваша ќе има 4 страни, односно минимум 4 страни. Секој од вас, зависи од темата што ќе работите, може да си додава уште HTML страници. Прво ќе треба да креираме 4 HTML фајлови и за секоја страницата да додадеме еден H1 каде што индицираме на која страница се наоѓаме. Окей. Јас ќе ви покажам за еден. Имаме Home, About, List Page и Item Page. Јас ќе ви покажам за еден. Вие ќе направите за останатите. Ајде, јас ќе почнам од Home. Значи, new file home.html, така? И стававте извичник tab, го добивавте ова. Тајтелот нека биде homepage, а содржината ќе биде H1. Ова е... Што да пишеме? Ајде, H1, ствари homepage ќе пишеме. Окей. И сега не ми кажавте како го стартувате ова? Како го отварате во пребарувач? Ајде, Тео. Одете во extension. Не тука. Добро. Ајде. Тука Code Runner. Да пишете Code Runner. Ова. Првото? Тука. Не, првото, третото. Третото. Добро. Добро. Сега вратете се на проектот. Добро. Имате овде опција да го стартате. Каде има Знам се. опција? Имате кој триаголника што е... Овде? Не таму. Кажу X-от. Кажу X-от за да се изгасни Visual Studio Code, одете таму. Натака. Таму ќе ви се појави конзола. Мене не ми се... Овде треба да го стиснете, не X-от да го стиснете, туку ова. Ко play што е, ко такво копче. Добро, чекајте да ќе го отвориме од ново. Visual Studio Code, може му треба време. Се стисне. Ова не би работи, треба во JavaScript. За да ви работи. Ова тука
Даваш да работи, пошто Добро, треба да се HTML заради. страните како ги отварате? Во, HTML странава, за да ја видам како ја отварате. стиснете лев 10 клик на HTML Добро. и И одете open in default browser. Или стиснете да одберите. Или може да го отворите файлот и да го отворите. Не забудете браво, да ги... браво, дечки, знаете, сите начини ги знаете. Ајде јас ќе го отворам целиот фолдер, зашто ќе треба да ставиме и слика, мислам дека таму. Еве ми Стиснете го. на овој файл. Нема да ставиме слика уствари. Така и сега ќе ми се отвори, еве тука, така. Да, еве ви го отворен. Функционален. Вака може да гледате за HTML, ќе ми се појави код ЗБ. Супер. А вие за кој програмски јазик предавате? За Python. Јас оде прва на Python. Да? Да. Ова. Сега, откако ме научивте, кои екстензии ги користите, јас ви покажав како во овој проект креирав, сега овие тука не ги гледате, ќе направам уште еден фолдер. Не тука, грешка, во рутот. Ајде, нема врска. За да не ве бунат. Овие сите ќе ги префрлам во мојот семпл. И тоа нема да го гледам. Значи, јас се имам само еден проект во кој што имам homepage, окей? Дали ни е јасно? Барањето на задачата беше да се креираат 4 HTML фајлови и за секоја страница да се додаде еден хайден каде што ќе индицираме на која страница се наоѓаме. Можете ли сега останатите 3 да ги направите вие? Треба да имаме about page, products page и item page. Окей? Може? Може. Ајде. Како што ќе завршите, дигајте рака да ми покажете. Во меѓувреме ќе си правам и јас. About products и item. Ајде додека решавате, кажете ми title тагот, што прави? Во HTML кога ќе го ставиме? Title тагот го прави мето на страната. А каде е кај- видлив title тагот?
Каде го гледаме името на страната кога ќе го ставиме во тајтл? Нели има прозорче и на него го пише името. Така, во Епа- табовите горе го гледаме името, односно Да. тоа е тајтл. Тагот. Браво. И наставнички, кој беа овие што требаше да ги направиме? Пејџовите? About, products, item и homepage-от. И на сите да има еден елемент во кој што кажуваме на која страница се наоѓаме. Останатите кои што само следите, а не можете во моментов да го изработувате ова, јасно ви е? Артан? Артан, окей. Григори? Работам. Окей. Така? Ве молам? Те прашав дали ти е јасно, бидејќи рече дека нема да можеш да ги пишуваш работите. Дали ти е Не. јасно вака? Да, се е јасно. Добро. Сега, дечки, ви нагласив, ама за финалниот проект што ќе го изработувате, сега ќе ви каже Андреј во текот на идните часови, ама треба ваша да е темата. Мислам дека на часот ќе се работи за книги, тема, ама вие треба во вашиот финален проект да си имате своја тема, некоја што ви е интересна. Има некој готов? Добро. Анес, како оди? Не е лошо, но како беше пак прашањето? Ајде сподели ми го екранот да видиме каде си. Така, Ајде. мене прашањето сега како беше? Нема прашање, треба 4 идентични скоро страници да направиме, што имаат различно име и покажува и не означуваат различна HTML страница. Па јас сега ќе почнам. Ајде почни. Наставнички, јас сум готов, ама не сум баш сигурен. Ајде Тео, сподели да видиме. Анес, можеш да гледаш како пример? Добро. Ете ви home page, about page, item page, product page. Супер. Сега имам само, погледни го, од страна проектот кога ќе го погледнеш. About, item и product. Не ти се во фолдерот част 14. Гледаш малце, home е подесно од нив.
Да. Повлечи ги само во него. М, Ги отвори Така. сите во браузер, види дека функционираат во ред, така? Мислам, А, едноставни се, ама да. Ето, about me page. Ти А, треба сите да ги покажам? не, во ред. Добре. Сите, сите Артан, ти копи-паст кажеш го дека направи, повели? само текстот го смени. Така е. Артан, Може повели? да кажеш нещо само за кодот title? Молам? Јас сакам да прашам дали кога ќе ставиме нешто во кодот title, ни го покажува кога ќе биде и кога ќе срчнеме нешто и како прво на страницата ќе го кажува. Како тоа да влезе во страница, а не само во табел. А, кога ќе срчнеме нешто, мислиш на Google, например? Да, и пример сега на А, наziva страницата и за да влезе во страницата, дали ќе ни ја кажува тоа. Не те слушам убаво. може јас да кажам за ова? Ајде, кажите, што ме А, разбираш? Името ова, тајтолот, homepage, ти го пишува само овде. Тука горе, не е во линкот, а и линкот да го побараш не може да го отвориш, пошто не е официјално објавена таа страната. Треба да се објави, треба многу работи да се направат и мислам дека и треба да се плати некој работи. Добро, ама еве да претпоставиме дека е ова објавено некаде. Кое беше тео прашањето? Како сакаш да го пребараш тајтелот? Кога ќе го пребаш, Да, само можеш на Google или на кој браузер си, кој пребарувач, прелистувач, не памтам како бе, и само пишеш, ева, about me page. Не сум сигурна дали го разбирам целосно на тео прашањето, меѓутоа, ако треба да видиме, не знаеме точно како во моментов јас не знам како точно работи Google, дали при пребарување на некаков избор прво ги гледа тајтелите на страните или пребарува директно низ контентот и што таму се зборува. добро прашува. Така Кога тоа има ме праша? страната, наводно треба да сегде кај што има кажано за about me, не мора така да се вика страната. Ако има нешто врска со about me, како да напишеш нешто, како да напишеш about me page, како да направиш, како се прави, како се пишува и такви други работи. Добро. Така Значи, ти бара, има и други начини на пребарување, еве на пример кој би имаш овде некои работи за чувада и ако стиснеш на YouTube ти отвара YouTube. Мислам, не, чекај, грешка сум. Ако може да ми се тргне. Еве, на пример, Yahoo. Еден прелистувач, не знам ова. Ти дава овде опции. Ти дава ко news, финансис. ова што го покажуваш сега, тео, например, News, Finance, Sports, е тоа што ние целиме да го направиме на денешниот час, ама ќе видиме тоа. Артан, твоето прашање, дали Google прво ги пребарува и дали воопшто ги смета во неговото пребарување тајтелите, не сум целосно сигурна, затоа што на корисниците кога пребаруваме нешто, мене не ми е многу важен тајтелот, важно ми е содржината, да го содржи тоа што го барам. Ако ти пребаруваш решение за твојот тест математика, например, Еве, ако напишеш, ако бараш некоја страна за Пелис, ако бараш некоја страна за Пелистер, работи за неговиот тим, ама не наоѓаш баш за тимот, нема да ти дај баш за тимот, туку ќе ти дај опции за Пелистер. добро. Ако сакаш Артан, содржина дали го- да ти дај, Океј, Тео, ајде да не одиме многу надвор од ќе часот. ти дај Артан, опција дали, од содржината. Артан, дали ти го одговоривме прашањето? Да, Добро. благодарам. Океј. Ајде, Анес, ти докаде стигна со твојот код, можеш ли да ни споделиш? Еве сега. Ајде. Сега не ми е јасно дали исто да ставиме една веб страница за About Me page. Сподели го екранот, ќе ти објаснам. Океј.
Еве. Еве сум до About Me HTML, чека. Добро, овие ти се во част 14, тоа е точно. И ова е точно. И сега исто како што имаш во индекс, индекс не ти е зачуван, иначе треба Ctrl+S таму да стиснеш. Оде во index.html. Горе во табовите, одбери си го. Не таму, не таму, не таму, не таму. Добро, тука, да, можеш така сейф, ама можеш и со Ctrl+S. Стиснеш Ctrl+S. Да. Еве го сейвнав, About Me HTML. Да сега напишем. во индекс ти фали, оди во индекс, треба и тука да пишеш H1, ама и во индекс треба да пишеш еден H1, што ти означува дека си на homepage. Не таму во бодито. Во бодито ги ставаме H елементите. H1. Index page или како да ти се вика ова. Ова ти е во индексот си, Анес. Во индексот. Пиши index page. Може јас да го преземам екранот на кратко? Да, мене ми мишот е малку слаб, од една сестра ми ова. Добро. Значи, ова прво индекс, бидејќи сите имаат home, ќе го прекрстам, наместо да биде индекс HTML, нека биде home HTML, окей? Тука во title ќе ставам homepage да пишува и внатре во H1 ќе ставам homepage да пишува. Окей? Окей. Ето така. А во About Me, ова не мора да се вика About Me, може да се вика само About, затоа што не знаеме дали е About Me или ќе биде општо за некоја компанија, за нешто, не е ни важно што. Исто ќе имаме еден H1, тука ќе пишува About Page, например. И тука ќе пишува во title About. Окей? И сега за да ги стартувате, да видиме дали ова функционира како што треба. About не ми е зачуван, затоа е празен. Сега ќе... Опс, извини. Каде е? Сега имам typo, ама треба G наместо R и да го сачувам. Home, homepage. Исто така да видиме дали ни работи homepage-от. Повторно отворам Chrome. Јас сум навикната Chrome да отворам. Homepage-от исто така работи. Окей. Сега, Анес, можеш да го преземеш повторно ти екранот и да креираш уште два фајла. Едниот нека се вика products, другиот item. Добро. И во нив треба да го имаш исто во ова, само соодветно наместо homepage да пишува item page и products page или list page, се едно, а во другиот да пишува item page и singular. Еднина. Да, разбирам. Ето така. Добро. Дали го гледате сега мојот екран? Да. Еве јас што направив. Home е она што ви го покажав. About page, products page и index page. Сите ми се на исто ниво во фолдерот. Окей? Да. Сега што сакаме следно да направиме? Сакаме да додадеме header. Header е она што, еве тука, например, ова би ми било header. Значи, на некоја страница, како што ни покажа Тео, на Yahoo имаше home нешто, не знам што имаше таму, mail, files, небитно. Ме слушате? Артан повторно се исклучи, добро. Сега, сакаме да ставиме еден header. Ќе почнем од homepage-от. И наместо ова H1 homepage ќе ставам header. Или ќе го оставам и тоа. Header постои исто така HTML tag. Во него јас ќе ставам еден div со класа navigation. Окей? И во него ќе ставиме, чекајте да видам само како се направени овие во примерот.
линкови. Добро. А што означува во HTML? Што ставаме со А? Григори? Ме слушате? Линк. Реф. Добро. Линк, така е. Што сакам да креирам јас? Значи, сакам да го креирам онај меню кога сте на некоја страница и ве носи од едната на другата. Дали го имате ова правено до сега? Представичке. Молам? Дали сега ова што ставивме линкот, дали ќе го бара според тајтолот? Не, ќе го бара според името на фајлот. Сега ќе го доправиме. Овие три да речеме прво. И сега што сакам? Кога ќе се кликне, ова ќе видите вака изгледа. Каде ми е само да го отворам. Гледате како изгледа? Имам некој так заборавено да затворам долу. Home, about и products. И сега ако кликнам на нешто, не се случува ништо. А што сакам? Кога ќе кликнам на home, да сум секогаш на home page. Кога ќе кликнам на about, да сум на about page. И кога ќе кликнам на products, да сум на products page. Океј сме? Сега како го правиме ова? Треба во href да ставиме името, односно патека, до онаму каде што сакаме да не однесе. Например, тука јас може да ставам google.com, кога ќе се кликне на home, да видиме што ќе се случи. Сега, кога ќе кликнам на home, пробува да ме однесе некаде на www.google.com. Ама ова вака нема да успее. Ајде, вака дали ќе успее. Упс. Вака, знае дека не треба да го бара во истиот фолдер, туку ме носи на интернет страница некоја google.com. Сега јас не сакам да ме однесе на google.com, туку кој файл сакам да ми го прикаже кога ќе се кликне тоа home? Кој HTML файл? Home файл. Така. Тоа што би значело дека кога ќе кликнам на about, што сакам да ме, каде сакам да ме однесе? Во About HTML. About me, please. About HTML или About me, како го имате крстено, и тука на Product ќе сакам да ме однесе на страницата за Products. И сега ова ќе го сейвнам и сега погледнете што ќе се случи. Јас ќе кликнам на About, ќе ме однесе на About page и сега немам начин да се вратам назад, освен или со ова бек копче. Ова што ни кажува дека овој хедер каде на друго место треба да го сместиме освен во home page-от? На сите други страници, На сите други страници каде што сакаме да го имаме. А тоа во нашиот случај е home, about page-от и products page-от. Ќе ги зачувам сите овие мои промени. И сега, кога ќе отворам една страница, например home, и на about ќе го имам, и на products ќе го имам, и ако сакам да ги видам останатите страници, не морам да ги отварам, туку можам да си ги менувам тука. Океј ми ова? Да. Добро. И сега што не фали? Ова некако не изгледа убаво, дечки. Не видите како е некако малце втори век, нели? Што сакаме да направиме? Сакаме да му додадеме? Како? CSS. CSS. Ајде вие да ме научите како јас да додадам сега CSS файл. Што треба да направам? Ајде некој од останатите, пример, освен Тео, некој друг сака да ми објасни? Или да ми покаже кај него? Ја можам да покажам. Ајде, Анес, покажи ми.
А сакаш CSS да направиш? Да, CSS файл и да го поврзам со моите страници. Ќе пробам, ама... Ајде, направи еден CSS файл. Мислам, нека биде празен, само поврзувањето ми треба. Јас ќе ви го, мислам, ќе ви го пишуваме заедно CSS-от. Не се секирајте. Како беше? Стайл обично, или не знам како го викате, style.css. Да, Style CS. Порано ово работев, но не се сеќавав. Добро. И сега, освен овој файл како ќе знае мојот HTML дека треба да го прочита за да го земе стилот од него? Нели го поврзуваме некако? Како што ја поврзувате script.js? На сличен начин? Оди Ја во мислам дека пак ако одам во HTML ќе требам исто да напишам, како што се сеќавам. Ајде, јас ќе ви покажам доколку не се сеќавате. Значи, го гледате мојот екран. Да. Во самиот проект креирам нов файл, го крстувам style.css. Тој сега за сега ми е празен. И во homepage-от потребно е да го поврзам тој преку линк и после што? Дигна некој рака? Што е ова? Script, source, style или style sheet? Така ли беше? Си ви текнува нешто вакво? Сте правеле нешто вакво? Јас не знам, се може не сте го правеле. Ја така го правев. Ја порано учев за овоа HTML CSS и Style CSS. Значи, исто како што видов дека дел од вас става тука нешто скрипт и го поврзува JavaScript файл, за да може да ги пишувате JavaScript и да работи со копчињата што ги имате на страницата, потребно е да кажеме на нашата страна дека CSS, ако сака да користи, ќе го користи од тој файл, што сега јас го крстив style CSS. Дел од вас може да го крстат поинаку, може да го крстат домашна.css, finalproject.css, се едно. Океј? И сега ајде да видиме дали ова нас не работи. Јас го вклучив ова само на homepage-от. Треба да се вклучи на сите страници. И сега ова од Zoom, што ако не ме замара да можам да си отворам другите страни. Добре. Океј. Е сега, ставив класа navigation. Така? Ајде да речеме што прво да направам. Background color ќе ставам некој. Grey. Океј. И јас тоа ќе го рече. И сега да видиме дали мене ќе ми работи. Да, работи. И сега видите што ќе се случи. На About не работи. Зошто мислите дека на About не е греј? Има ли некој идеја? Поврзано. Како? Или не е поврзано? Не е About. поврзано, така е. Значи, ова линк морам да го ставам на сите страници каде што сакам да го користам тој CSS. Океј. Е сега за CSS-от да видиме која боја е користена. Ја земам бојата што има користено Андреја, тоа е боја 282 C34. И сега, исто така, видете го овој момент. Сега нема да ми се менува на различни страни, ама имам тука едно празно место и некако ме нервира. За да го немам тоа, ќе ставам дека бодито треба да има маргини 0. Ја помните наредбата маргин? Маргин е празниот простор на еден HTML елемент со другите елементи. Може да има леви, горни, долни и десни. Margin left, margin top, margin bottom и margin right. Ама тука ако ќе пишеме само margin, значи од сите страни. Добро. И сега ја ставив тука некоја боја, ама
нешто не се чита сега убаво текстот. Да го ставиме текстот да биде, дали го има бел ставено? Да, бел, добро. Не функционира нешто. Ќе видиме зашто. Аха, добро. И сега, елементиве се лево, сакам да бидат централно. За да бидат централно, можам да употребам својство display flex. Justify content center, align items center. Ми кажува дека и овие ги имате учено. Во право сум? Или? Ја вие Имате порано учено? ги имате. Мислам, минатите обуки. Така? И сега font size, гледам дека некоја калкулација имаме, еве да речеме font size, не знам, нека е поголемо. Сега се поголеми. Малце ме нервираат што се споени. И ова наместо navigation ќе го ставам на хедерот, а на navigation ќе ставиме display inline block. И што имаше друго? Маргини? Padding, 20 пиксели. Сега ова. Ова сега окей изгледа. Имам уште еден проблем. Јас ставив бојата да е бела, ама поради тоа што користиме елементи, бојата не е бела. Затоа од тука ќе го тргнам color white, бидејќи не ми функционира. Ама тука ќе го ставам. И што друго имаме? Сори, не знам што. Него имам финалниот изглед на страницата што сакаме да го постигнеме. Ставам од онака. Добро. Дали не се јасни сите овие селектори? Зошто пред ова и ова немам точка напред, например? Може ли некој да ме каже? А зошто овде имам точка? Прво, овие како ги викаме? Значи, вака. HTML таговите, заедно со класи, ID-ња и други некои атрибути, ги викаме, кога станува збор за CSS, ги викаме CSS селектори. И кога станува збор за обичен HTML елемент, како body, header, div, за нив не треба да ставиме точка. Ако сакаме да стилизираме елемент според неговата класа, пред името на класата мора да ставиме точка, за да означиме дека станува збор за класа. Дали помните што треба да ставиме доколку сакаме да стилизираме елемент според ID? Тео? Како може да стилизираме елемент според ID? Дали помниш? Да, треба да Што треба да ставиме? хаштег треба да квајбе и да го напишеме името на ID-то. Така е, значи класа со точка, ID со тараба, обичен HTML так, без ниту едно од двете. Да го разгледаме малце CSS-от, знам дека ви дојде многу, но кога би го правеле, сега треба да си експериментираме. Например, body margin 0 е за да го немам еден лош празен простор, што кога ќе отргнем ова, ќе го забележите на страната.
Значи, видите каква е страната сега. Ако го тргнам тоа со маргин и да го зачувам некад фајлот, добро. Видете како ми изгледа. И сега овој тука бел простор никаде го немате видено на убавите веб страници, нели? Мислам, не ќе ме да го има. Затоа ставам маргин 0, за да го немам тој бел простор. Понатаму, на хедерот му ставам боја позадинска сива. Кажувам дека во него содржината ќе биде поставена во центарот со овие 3 наредби и кажувам дека сакам малце поголем да ми биде фонтот, бидејќи беше многу ситен. Потоа, со стилизирање со класен селектор, кажувам дека елементите ќе се прикажуваат inline блок, за тоа да не наврегуваме, може би сте го зборувале, и кажувам дека меѓу нив ќе има 20 пиксели простор, бидејќи без тоа гледате како е ова све залепено. Значи 20 пиксели има лево, десно, горе и доле на навигацијата. За самиот линк, деле ова ми смета. За самиот линк елементи кажувам дека текстот ќе биде бел и дека нема да имаат ова мислам дека сега нема да ми треба. Да. Видиме. Дечки, CSS-от е многу често пробување и грешка. Значи, пробувате дали ви се свиѓа, ако ви се свиѓа оставете, ако не ви се свиѓа менувате. Тоа е бои, големини, фонтови, кај ми се елементите и така натаму. Особено со бројките. Сега гледате 10 пати ги искоментирав и овие ги вратив назад. Зависи што сакате. Значи, тука кажувам дека со оваа наредба тука маргин, кажувам дека сакам елементите што се заборавам да сейвувам. Што ми се да не ми се толку залепени, туку да има простор меѓу нив. Лево и десно по 20 пиксели, тоа прави вкупно 40 помеѓу два елементи. И сега имам едно вакво мени, кое што ми изгледа исто низ страниците. Тоа го постигнав со овие тука наредби. Дали успевате да ги препишете или да ви ги пратам? И дали се обидовте да промените нешто? А може да ги пратиш? Можам Оти да ги... мислам дека нема да имаме време. Добра, Наставничке, молам. дали може да ви ги пратите од HTML кодот, да ви го пратите? Секако тоа како што ви праќа Андреа секој час и јас ќе ви, односно не јас, ќе ви прати веројатно Гордана, ама ќе ви биде пратено. Без грижа. Важно е вие да научите. Кажете ми сега, дали брзаме со нешто и дали има нешто што ви е нејасно од она што го зборувавме до сега. Дали правам нешто што до сега го немате учено? Не. Се имате И, учено? и наставничке, обично наставничката ни дава задачи за сега. Задачи? Да, За дома или за сега? за сега. Па јас сега ќе ви дадам задача. Сакам да го видам ова што го направив јас да го има и кај вас. Добро. Ајде да видиме. Сега ќе го стопирам мојот екран. Кодот ви го пратив, ама сакам да го видам, значи менито централно горе што функционира да ги менува страниците.
Кога ќе завршите, ќе дигнете рака. Повели Тео. Раставнички може да го пратите и HTML-от, пошто уна забрав кога ги поврзуваме или којте да го направи. Ајде да го направиш сега заедно со мене. Можеш да го споделиш екранот? Може веднаш. HTML. Ја му да нешто почнато. Добро, супер. Е сега треба да го затвориш оваа, бидејќи ти е отворен, да не ти е затворено. Ешит. И внатре Не. треба да пишеш некаков текст. Овде ти е about, пример, треба да пишеш. И ова се сега? само да го Ќе го треба да го копирам. ископираш уште два пати. Еднаш за home и еднаш за products. Products Значи- треба да ти биде во множина. Прво ти е home, па ти е about, па ти е products. Мислам, не е важен редоследот, ама Да, кога да, почнуваме дека од дечкиот home или од index page. Најчесто кога ќе гледате страни, тоа е home или index page некаков. Добро, и сега на едното треба да пишеш home.html, на другото треба product.html. и продакт да направам. Да, така ти се вика страната. И треба да го смениш соодветно и текстот, бидејќи сега кога стартуваш ова, на сите три ќе ти пишува about me, about me, about me. Знам, и уште еднаш треба за item да направам. Не, тоа не го ставај тука. Предпоставам на идните часови ќе правите нешто поинакво со тоа item, ама затоа не го стави во навигацијата. Прво. Не тоа. Ете го? Само home можеш да пишеш, не мора home page. Така, сакам Ама да нема направам врска, обично така на некој Е, браузер. сега, за да ти работи CSS-от, дали ти недостига нешто кај дивот? Јас ставив една класа. Дали помниш каква беше, како ја нареков класата? Класа, Ај. класа. Не, ајде, Класа, коле? класа, клес. Navigation. Navigation, така е. Знаете што значи navigation? Навигација. Така, навигација или мени за навигација, односно навигирање на веб страните е снаоѓањето или патеката од една до друга веб страница. Добро. Знаеме дека кога пишуваме во клас, треба да го ставиме идентично името, само без точката, така? Да. Е. Пример, добро. И сега овој хедер е супер, само ќе треба да го ставиш нели на останатите страници. На home и на about, во item не го ставај сега за сега. Сите треба да се во посебна класа? Не. Целиот хедер можеш да го имаш ископирано и во home страната, и во about страната, и во product страната. Ова треба да го има во сите. Од линиите од 10 до 16, не целото, само линиите од 10 до 16. Не цело вака за... Ама ќе за треба сите хајден од после да го менуваш. Вака ќе направам. Ќе го копирам. Овде ќе го избришам. Ова ќе го додам и само тука ќе го спедам. Супер. Треба, значи, тука и на продакт страната. И овде.
И таму, така, хајде, може да читаме. Може ли да го видиме сега резултатот од ова А твоето? уште продукт. Добро, ајде. Значи, што правиме на овој час? Се подсетуваме како се поврзуваше StyleSheet со HTML страница. Така се подсетувам. Зборувавме кратко за некои од својствата со CSS својствата. Научивме како да поврзуваме HTML страници со линкови. Така? Така. А на странички дали ќе може сега да ми го покажем на браузер? Може да. Само мислам дека го немаш споделено целиот екран. Да. Ева да брзи да ќе го споделам како цел пред. Ти ќе овля home, ќе го стискам опет браузер. И ете го. Добро, да видиме, ај кликни About Me. Ај Home кликни. На Product не си го, си го сменил, добро. Со сега само контекстот да се менува. Да. Така и треба, тоа е убаво, нели? Супер. Супер, Тео. Ајде, Григори. И ја го направив. Браво, ајде да видиме. Да. Ја. Ајде да видам. Опе. Браво, Григори. Ова. И ти, Болен, го направи. Да, не беше тешко. Супер. Драго ми е. Не завршивме се што имавме за денес, остануваше еден дел за JavaScript, но гледам дека немаме многу време. Се задржавме на почетокот, веројатно повеќе со нешто. Без разлика. Мислам дека сега нема да го почнуваме тоа. Ќе го оставиме за идните часови. Добро. Не, ќе ги почекам уште некоја минута, Анес и Артан да се вратат, ако се вратат, односно Анес бидејќи он куцаше код, ако не, вие бидејќи ми покажавте, имате прашања некој? Тука Не. гледам дека не ми е ставено нешто за домашна работа. Јас би ви рекла, ако сакате за домашната работа да си поиграте со CSS својствата, да се подсетите на нив, да смените бои, можеби, што имате на страниците, мислам тоа нема да го менувате сега, туку повеќе околу навигацијата да се задржите, да На ги страничка? смените боите, така? Повелите? А ова ќе биде ко вежба нешто или ќе треба да направи нешто со CSS, па да го покажеме нареден час? Ова ви го кажувам јас како предлог задача за да си ја вежбате за идниот час, а идниот час ќе продолжите со работа на финалниот проект. Андреја ќе ви каже што ќе работите на час, а што А од тоа треба да направите дома А поразлично. што ќе биде наредниот проект? Проектот ви го опишав на почетокот на денешниот час, значи ќе работите минимум 4 страници, овие денес што ги креиравме, но на своја тема. На часот работите за темата книги, а дома ќе работите на некоја тема по ваш избор. Океј? Аха. Да си направиме своја веб страна. Така, да. Добро. Ако е тоа се, дечки, од мене довидување. Драго ми е што се дружевме денес. И Григори, побрзо да оздравиш. Па, многу. Чао, добар ден. Исто, чао! Чао. Чао.